Колеги, добро дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Времето во кое што СДСМ управуваше со државата ќе остане запаметено по нечесно работење и многобројните скандали и афери. СДСМ немаше и нема чувство за стратешките интереси на државата. Денеска ќе потсетиме само на два случаи кои сведочат за неодговорноста на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз и сомнителните сделки кои што тие ги реализираа. Истите оние кадри кои денеска се нудат како спасители на Македонија. Ќе потсетиме за тоа каков беше третманот на СДСМ кон армијата на Република Македонија. Во 2003 година министерот за одбрана господинот Владо Бучковски склучува договор за набавка на храна за припадниците на армијата. Истовремено, снабдувачите на прехранбените продукти се истите фирми со кои Владо Бучковски склучил договор. Симптоматично е што откако претходните два тендери не успеале, договорот бил потпишан лично од министерот за одбрана Владо Бучковски. И наместо раскинување на договорот со овие две фирми, Бучковски го разрешува командантот на касарната во Битола под смесно образложение дека тој е причинител за расипаната храна што ја дистрибуирале овие фирми. Денеска не се работи за случајна грешка, говори фактот што веднаш потоа вакви исти случаи на труење со храна во армијата се случуваат и во касарната во Штип. Почитувани колеги, ова е уште еден пример за тоа како кадрите на СДСМ и Бранко Црвенковски управуваа со државата. Ова е само уште една од многуте сомнителни сделки во кои учествуваа господинот Владо Бучковски и неговите најблиски соработници. СДСМ покажува дека нема никаков морален и политички кредибилитет, бидејќи едноставно не се менуваат. Сега ќе ви ја дадам и реакцијата на нивната пресконференција, па после тоа господинот Илија Китановски на друга тема. За ова за напака што беше. Во однос на обвинувањата искажани на денешната пресконференција на СДСМ би истакнале дека доколку имаше било каква неправилност поврзана со споменатиот случај, СДСМ немаше да пропушти шанса да ги преземе сите неопходни мерки за расветлување на овој случај. Ова СДСМ го прави поради дневно политички причини. Во врска со случаите, аферите и скандалите во кои се поврзани високи функционери од Социјалдемократскиот сојуз, а ВМРО ДПМН ги посочи. Уште еднаш, јавно и јасно ги повикуваме институциите на системот да ги преземат потребните активности за расветлување на овие големи скандали. Порете ли имате прашања во врска со ово? Благодарам.